Личното искуство со различноста. Роберт Меј како дете бил слаб, низок и честопати бил исмеван од своите врсници. Чувството на аутсайдер и желбата да се докаже дека тоа што си различен може да биде твојата најголема предност, биле во сржта на приказната. Тој сакал да создаде лик кој е како грдото пајче, некој кој е отфрлен, но на крајот станува херој. Ќерката на Роберт и зоолошката градина. Меј сакал главниот лик да биде животно. Изборот паднал на Ирвас бидејќи неговата 4-годишна ќерка, Барбара, ги обожавала ирвасите во зоолошката градина Линколн парк во Чикаго. Тој често ја носел таму и забележал колку децата се фасцинирани од овие суштества. Маглата над езерото Мичиген. Идејата за светлечкиот црвен нос му дошла додека гледал низ прозорецот од својата канцеларија кон езерото Мичиген. Густата магла што го прекривала градот го инспирирала да смисли начин како Дедо Мраз би можел да се движи во такви услови. Тогаш му текнало нос. Светол, црвен нос кој ќе свети низ маглата. Името. Пред да го избере името Рудолф, Меј размислувал за имињата Роло и Реджиналд. Роло му звучело премногу весело, а Реджиналд премногу британски. Трагичен момент. Додека Меј ја пишувал приказната, неговата сопруга била тешко болна од рак и починала токму тоа лето. Иако неговиот шеф му понудил да се откаже од проектот, Меј одлучил да продолжи, велејќи дека му е потребен Рудолф сега повеќе од кога било. Песната Рудолф станал светски феномен дури 10 години подоцна 1949, кога зетот на Меј, Џони Маркс, ја напишал познатата песна која ја испеал Джин Отри.